Доктор Арсовски, добро утро. Добро утро, господин Родановски, добро утро на слушателите. Благодарам. Кажете ми, решив да поразговараме утринава, бидејќи Ремедика е една од најголемите приватни болници во Македонија, а е болница во која што нема интензивна нега, ако не се лажам, неги? Имаме интензивна нега, со тоа што таа е димензирана според нашите капацитети кои што реално ни требаат, меѓутоа имаме 6 кревети на интензивна нега, а по потреба и до 8. Ова ве прашувам затоа што еве убаво што ни објаснивте, јас имав очигледно некаква погрешна представа. Ве прашувам затоа што не сакам да разговараме за короната вирусот разговараме и ќе разговараме и понатаму цело време. Вие сте еден од најдобрите хирурзи во Македонија и знам дека кога би ве прашал се за корона би било како да ве прашувам за работи за кои што веројатно не сте толку комотен да ги коментирате. Но ме интересира како функционира Ремедика во време кога сите други се преокупирани со вирусот. Болницата има голем број на пациенти. Успевате ли да одржите онаја, да кажем, работна динамика која имавте и пред кризава со вирусот? Така, значи се слагам апсолутно со вас дека секој треба да биде компетентен во својата област, така да за короната апсолутно има кој да кажува и кој да ги организира сите тие проблеми околу оваа епидемија. Ремедика и понатаму е отворена за пациентите, со тоа што правиме еден вид на една груба селекција, се она што не е витално загрозувачко и се она што не бара, да речам, условно и итен третман, ние го одлагаме. Значи се одлагаат сите оние состојби кои што не би довеле до некакви трајни нарушувања на здравјето. Од друга страна сме отворени за пациентите со малигни заболувања и со други состојби кои што бараат хируршки третман, диагностички третман во нашите амбуланти и секако гинеколошко-акушерскиот оддел работи со породување и тоа би рекол дури со еден поголем ритам заради состојбата со епидемијата и со прераспределбата на трудниците, односно на родилките во јавните државни установи. Така да, тука би рекол дека немаме нормално истовемна работа и заради рестрикциите во движењето и заради целата ситуација, меѓутоа сепак со едно прилично солидно темпо работиме, сходно на тоа колку кој е ангажиран се крати работното време, значи онаму кај што имаме дуплирање во функциите, еден дел од колегите и од медицинскиот персонал се користат стари одмори или се организираме за да не бидеме постојано сите изложени во работниот процес. Во Македонија процентот на заразеност на медицинскиот персонал со вирусот се движи од прилика некаде нешто и малку пониско од, да кажем, светскиот просек, особено просеците кои што се многу повисоки во земјите кои што се во врвот на кризата. Во Ремедика до сега немате ни еден случај на медицинско лице кој што е заразен со вирусот? За среќа не, заради тоа што спроведуваме и строга епидемиолошка контрола на движењето на нашиот персонал и сите оние кои што и оле имале било каков приватен или било каков друг контакт одат на двонеделна самоизолација, после што се прави тестирање. Од друга страна спроведуваме колку што можеме стриктни мерки согласно препораките кои што се дадени за контрола на влезот во болницата, значи на влезот во болницата се мери температура, се зима епидемиолошка анкета, така да сите оние пациенти кои што се на било каков начин сомнителни се враќаат да направат тестирање, па дури потоа да дојдат во болницата. Благодарение на сето тоа, јас сум многу среќен што за сега немаме никаков немаме заразени, ниту пак сомнителни меѓу нашиот медицински персонал и да се надеваме дека ќе успееме во тоа. Доктор Арсовски, една од загриженостите кои што провејуваат во јавноста сега, откако веќе помалку и навикнавме дека вирусов е со нас и дека еден догледен период ќе остане така,
загриженоста е во врска со тоа што почнува да се говори се повеќе за тоа дека не е целата медицинска нужда во држава врзана само за вируси. Дека има редовни пациенти со сите други, да кажем, и периодични и акутни и така натаму и хронични заболувања кои што бараат нега. Вие забележувате ли опаѓање на тој број на пациенти? Во смисла, одлагаат ли пациентите таму кај што може доаѓање во болницата или сепак бројот на прегледи вие може би во некои просечни износи, како и слушнавме за породилните пациенти, меѓутоа по другите овие основи во кои што имате пациенти во болницата, како стојат статистиките? Значи, во делот на диагностички одел, сите пациенти и самите не доаѓаат заради тоа што се она што сметаат дека може да се одложи, значи сите оние снимање, инвестигации, лабораториски прегледи, било какви други кардиолошки, секако дека има намалување на бројот. Она што мислам дека на некој начин се одржува на некое месечно ниво, тоа се малигните пациенти кои што, пациентите со малигни заболувања кои што бараат пред се хируршки третман. Примерно јас минатиот месец од 10 до 10, да речеме, оперирав во некој просек, зборувам за малигните заболувања. Меѓутоа, во другите делови, да, се чувствува дека има помало движење, а и ние како болница, при контактите кога се јавуваат пациентите, примерно ако има пациент со варикозни вени, му се кажува дека може да се одложи таа интервенција, таа диагностичка процедура. Значи, се она што сметаме дека не го нарушува здравјето и во интереси на пациентите и во интереси на персоналот на болницата е да се намали таа циркулација на пациенти, се со целта да може да се заштитиме и ние, но пред се и пациентите кои што доаѓаат кај нас. Доктор Арсовски, за сега се чини дека кризата со вирусот, со целата епидемија се движи во некакви контролабилни размери. Ги видовме клучите луѓе кои што се начело на ова справување со кризата, клучните луѓе од медицински аспект, како во неделата одржа една прилично информативна и добра пресконференција начело со министерот за здравство. Сепак, бидејќи Ремедика значаен болнички капацитет за македонски услови, дали сте вие подготвени, дали сте дел од некаков евентуален план, доколку се случи нагол скок или пребукираност на државните капацитети, да влезете со своите капацитети во справување со вирусот? Секако, значи, во една ваква ситуација, секоја здравствена установа, целиот медицински кадар, во случај на потреба, нормално дека треба да се стави на располагање во справувањето со оваа епидемија. Ние во рамки на болницата имаме континуирани состаноци со нашата комисија за интрахоспитални инфекции, при што се следи состојбата. Од Министерството беше поверен список на расположивиот медицински персонал, пред се на анестезиолозите и анестезиолошките сестри, но да се надеваме дека барем како што стојат работите за сега, не би требало да дојде до некаква поголема експлозија во бројот на ново заболени, но во колку, не дај Боже, има таква состојба, секако дека и капацитетите на нашата болница ќе бидат ставени пред се онаму каде што тоа е најнеопходно. Ова беше доктор Андреј Арсовски. Благодарам, доктор Арсовски, медицинскиот директор на приватната болница Ремедика во Скопје.